...2024 е една многу амбициозна година, требаше да почнеме со повторен обид на Шишан Пагма, кај што после загинувањето на Ана и Мигмар, нејзиниот черпе, многу кратко уште една лавина ја однесе Джина и Лама и тие загинаа. Меѓутоа, нивните тела, за жал, не можеше да се најдат, веќе падна во една голема пукнатина, над 70 на метри длабочина, и нивните тела се уште не се извадени. И ние се вративме, значи таа беше неуспешна експедиција Шишан Пагма и планиравме наредната година, меѓутоа кинеските власти не дозволија, ние се аклиматизиравме во Ролвалинг долината и потоа отидовме према базниот камп на Еверест и тука поминавме, јас неколку пати сум бил, меѓутоа прв пат и со Ганка поминавме покрај мемориалот на Диме Илиевски. Диме Илиевски е првиот македонец како дел од македонската експедиција. Значи, македонската експедиција во 1989 година се качи на Еверест. Во тоа време имаше многу малку нации кои што има искачување на врвот на светот. И овој успех на Диме е навистина едно од најголемите национални постигнувања, генерално во овој поглед. За жал, во моментот, еве сме 2025 година, ние немаме услови да организираме македонска експедиција на Еверест, за жал. Такви се времењата, тој мислам и глобално, не е само кај нас, тој и во Полска се случува, во Чешка, кој што имале многу успешни, и Словенија исто така. Во моментот ние немаме капацитет за тој. Тоа е нешто што треба да го вратиме, тој респект према нашите луѓе кои што навистина дале придонес за нашата држава и за нашето име. Продолживме према базниот камп, ова е базниот камп на Еверест, и од тука се префрливме на базниот камп Макалу и следуваше искачувањето на Макалу. И ова е доаѓањето до базниот камп 3, чисто да видите како ветер има. Значи, кога стигнавме, нашите шатори беа уништени. Значи, беа уништени и мораше нови шатори да се постават. Ние 10 минути се државме четворица, не можевме еден чекор да направиме од ветер. Тоа беа навистина драматични услови и конечно некаде во 9 часот со килу први стигнавме на врвот на Макалу. Тоа беше на 5 мај минатата година. И после наследија другите искачувачи, за да настигнувањето повторно. Значи се соочуваме со проблеми. Симнувањата се многу деликатен дел. Ево какви услови се симнувавме и конечно успеавме да стигнеме и дојдовме до базниот камп на Еверест, бејќи тоа и стартна позиција за Лоце. Лоце 8516 метри. Една недела после качувањето на Макалу следуваше обидот на Лоце. Ова е низ познатиот Айсфол и еве како изгледа Лоце. Ова е кампот 3 и имав можност, всушност поради временските услови од Мигма, ми направи стратегија да одиме насами директно од камп 3. Значи тоа е многу значителен напор, тие што биле на овие услови знаат, од кампот 3 треба прво цел ден да се оди кампот 4, па да се спие камп базниот врвот. Ние отидовме на самит пуш од кампот 3. И еве како изгледа од кампот 3 и ова е кога се раздини. Исто ноќе одевме и ова е лево од нас, ние сме десно, ова е лево Еверест. Имаше 2-3 ламби во темнината кога се искачувавме. Немам фотографии од тие, значи ламби на Еверест. И ова е пристигнувањето под врвот на Лоце. Значи тоа беше во 7:30, дека се раздини, меѓутоа се гледа дека има нов снег на Еверест и ова е врвот на Лоце. Многу стремен врв, меѓутоа со фантастичен поглед и посебно близината со Еверест дава посебна димензија на ова искачување. За жал, кога се симнавме долу, ни кажаа дека тој ден тие што биле на Еверест загинале.
бидејќи беше многу лош ден. Ова беше мој искачување во кој што бев на граница на смрзнотини на прстите на нозете. Значи не можев да ги загреем нозете, многу јак ветер, многу ладно и сметав дека ќе добијам смрзнотини, меѓутоа после неколку месеци ми се затоплија, ми се вратија во нормала. Наредното искуство е на Гашербум 2, повторно Скарду, Пакистан, и одиме по глечерот неколку дена и стигнуваме лево К2, десно одиме према Гашербум. И се појавува овој глечер по кој што е заеднички за Гашербум 1 и 2. Ова е кампот 1 и ова е тој така наречен Банана Рич. Ова е тој Банана Рич кој што е према врвот. Тој е најкомплексниот дел на Гашербум 2 и еве го искачувањето према врвот. На вистина фасцинантен предел и конечно некаде во 1:30 поплане, во тешки услови, сепак се качивме и го завршивме и ово успешно искачување. Планот беше наредниот ден да одиме на G1, бидејќи истиот кампот 1 го дели Гашербум 2 и Гашербум 1. И обично ги искачуваат двата во еден обид. Меѓутоа закаснивме со Гашербум 2, а јас веќе имав договорено и бев курс директор на еден курс во Индија, интервентен, и мораше да отпатувам во Индија. Еве како изгледам неколку дена после тоа во Индија и после овие искуства, враќањето во реалниот живот е многу различно. Тоа ќе сваќаме димензијата дека нашето секојдневие си е секојдневие и дека искуствата што ги добиваме на големите височини ни ја менуваат перспективата на животот. Од таа перспектива се што гледаме понатаму е различно и можеме многу почисто да го видиме. Бидејќи во животот сметам дека е многу важно да го најдеме нашето оригинално лице. Нашето оригинално лице кое што скоро секојаш е маскирано. Сите имаме оригинално лице, покриено со многу маски. Маски према нас најпрво, а потоа и во околината. И затоа е многу важно во суштина, додека сме живи, да го најдеме нашето оригинално лице. А оригиналното лице ќе го најдеме кога ќе се погледнеме во мирна вода. Ако водата е разбранувана, нема да има рефлексија, не можеме да си го видиме лицето. А мирната вода значи чиста мисла. И тоа е во индиската филозофија. Индусите викаат дека треба да имаш чиста мисла и да се однесуваш добро, за да во животот имаш среќа и успех. Значи, ни треба чиста вода, значи чист ум. И секој треба да најде начин да си го прочисти умот. И мојот поглед и во професијата е многу почист во однос на порано. Јас и сега гледам дека некои работи од порано може не биле баш најдобри. Има подобра варијанта. Значи, важно е да го најдеме оригиналното лице преку смирување на нашиот ум. Тоа беше во август и во септември изненадувачки кинезите ја отворија Шиншапангма само за нас што бевме минатата година. Не дозволија никој друг, само ние што бевме сведоци на тоа што се случи, дозволија и дозволија нашата експедиција на некој начин да ги собери телата на Ана и Мигмар кои што беа во кампот 2 цела година. Таа беше посебна експедиција. Никогаш немала таква тишина помеѓу нас. Бидејќи во нас ги носевме чувствата и мислите од минатата година. Бидејќи сите бевме многу блиски со сите што загина и ова е повторно местото кај што влеговме, повторно во Тибет, и погледот кон една друга антропологија. Тоа се луѓето во Тибет кои што се многу различни. Тибет е автономна покрајина во Кина, во склоп на Кина,
Меѓутоа, популацијата во Тибет е многу различна. И тие различности му даваат посебен флейвор на тој дел од светот. А Тибет го викаат и овој дел, кај што се хималајскиот дел, третиот пол. Значи, тоа е третиот пол и тука е изворот на главните води на Азија. Тука се 4 најголеми реки кои што дават вода на Азија и Азија живее од Тибет. Не е случаен значајот на Тибет. Ова е базниот камп и тука се сретнавме со Кристин Харила. Ова е норвежанка, светски рекордер, актуелен во брзина искачување, во време трајање на искачување на сите 14 дрва. Една многу посебна девојка, посебно и со Ганка после се сближија и споделија некои искуства животни. И ова е снегот што не затрупа во базниот камп и нашите погледи према Шишан Пагма. Мигна направи една стратешка одлука да не обезбеди со snowshoes или оние хрпли за одење под лабок снег и само ние успеавме да дојдеме со тие хрпли, сите останати беа заглавени во базниот камп. И Нимс единствено, бидејќи тој го немаше Шишан Пагма качено без кислород, ни се придружи како член заеднички со нас. И ова е местото кај што минатата година падна лавината. Кога проаѓавме овде, пред нас беа Килу, ако гледате горе лево, има двајца што фиксираат, и ние одевме 7-8 луѓе тука, а пукнатината е местото кај што се телата на Джина и Лама останати. Значи тие се тука. Ние како одевме, во мислите ги носевме нив. И тоа е потврда на нашата меѓусебна поврзаност и меѓузависност. Меѓусебна зависност и поврзаност. Тоа е нешто и нас што не поврзува. И вечерва, помеѓу сите нас има некоја конекција, што Горан Бреговиќ викаше на времето, има нека тајна веза. Тоа е тоа што и нас не поврзува, а не знаеме што не поврзува. Одевме тука и ги носевме во мислите Джина и Лама и ги визуализиравме. Ова е местото кај што веќе бевме сигурни ќе поминавме на тешкиот дел и продолживме понатаму и тука некаде Мигма рече за помалку од 10 минути ќе бидеме на врвот, значи беше една неверојатна еуфорија дека конечно ќе се качиме. Најгоре е Килу, мојот черпа од претходните експедиции, тој беше главниот фиксатор на јажињата и обично тој оди прв, уште еден по него и ние сите ги следиме. Килу застана и ги фрли сите тие анкори и седна. И сега ние бевме шокирани, а знаеме дека не е тоа врвот. Отидовме горе, се приближивме, за да видиме еден срт остар како жилет, од кој што континуирано паѓаат мали лавини. И Килу нема шанса, рече, да прифати тој ризик да оди. И веќе се видовме веќе во базниот камп. Уште еден неуспех. Меѓутоа Мигма, нашиот лидер, го јавна тој срт со едната нога од едната страна, со другата од другата и почна да оди, меѓутоа тоа само може неколку чекори. И тогаш еден млад шерпа, Нима Нуру, и Ним се откажа. И Нима Нуру, тој момче, најмлад шерпа, одеднаш доби неверојатно, бидејќи не беше тој во категорија на тие шерпаси што можат да водат и да фиксираат. Меѓутоа зема одговорност, зема неколку анкори и почна да оди. Тука и Нимс и Мигма се лизгаа, едва и се задржуваа и Нима Нуру по овој рич кој што на слика не може многу да се оцени, меѓутоа Нима продолжи. И тоа беше моментот што го отвори патот. И конечно дојдовме до под самиот врв. Ова е слика од
базниот камп. Сосема случајно еден кинез сликал и всушност не фати на врвот. А вистинскиот врв на Шишапагма е некаде помеѓу 2 и 3 квадратни метри, бевме 12 луѓе. Може да замислите, значи, меѓутоа неверојатна еуфорија, среќа, и тоа е тој така наречена самит треска. После се анализираме сите дека под самиот врв добиваме некој начин многу голема енергија, многу голема волја и не се откажуваме. Дури ни по првата лавина кога загина Ана и Мингмер, дел од нас помислувавме па може би во нивна чест да се искачиме, за да на крај сепак донесовме рационална улога и останавме живи. И ова е на врвот. Фотографијата и повторно и ние се тука. Има многу голема символика во дрвото. Дрвото има тенденција за раст, да ги достигне небесните височини, и затоа, ако анализираме шуми и дрвја, ќе видиме голем потенцијал за раст на дрвјата. Меѓутоа, за да расте високо дрвото, мора паралелно да го јакне коренот, бидејќи при секој ветер ќе падне. И од тие причини, дрвото и природата растат и ние растеме, сите, го имаме тој потенцијал, меѓутоа, како растеме нагоре, така го јакнеме и нашиот корен. Бидејќи, ова е коренот на кој што ја градиме куќата во животот. Ова се слика од Анкор Ват од Камбоџа, еден од фасцинантните меморијали. И конечно, како расте дрвото, најчесто цвета, а некои дават и плодови. Меѓутоа, за да има цвет, мора да има корен. Корен може да има без цвет. Така да и во животот не би требало многу да се фокусираме на цветот, бидејќи цветот, ако коренот ослаби, нема цвет. Може да ни 300 приказки да ни кажуваат за цветот, ваков, таков, сега ќе го држиме, ќе го земеме, го имаме во рака да не ни пропадне, а ако го ослабиме коренот, отиде се. Се симнавме, може да приметите колку бевме уморни на базниот камп. Тука Ганка не чекаше, посветено, работејки на проектот Крстен Мисирков од нова перспектива. И тој проект, брзо мислам, ќе биде готов, и тоа е нешто што укажува дека ништо не е случајно. Еден Нимс и Нимма, да ги поврзиме со Крстен Мисирков, ја мислам дека никој не би појма што е тоа, што се... Меѓутоа, гледате таа поврзаност на работите во животот. По Пладново, кога правевме проба тука, со техничките лица, на мојот телефон добив порака од Мигма G. Значи, јас од јули не сум во контакт со Мигма, не сме се слушнали. Само ми го прати сертификатот од G1. Значи, тоа се тие енергии за кои што ние немаме образложение. И вечерва ние сите споделуваме и енергија и вибрација. Значи сите споделуваме. И јас кон вас, и вие сите кон мене, меѓутоа и сите меѓу себе. Тоа е најголемото богатство во животот, меѓутоа треба да сме свесни на тоа. Убавината е во животната енергија. Се спакувавме, ги користеа овие јакови и добивме дозвола да го посетиме тајниот град на Ласа. Кинезите се многу рестриктивни.
не сакат многу да го промовираат овој дел, меѓутоа заслужуваат кредит во однос на тоа како е зачуван Потала. Потала е најзначајниот мемориал во тибетанскиот будизам, бидејќи тоа е местото кај што престојувале сите Далај лами во историјата. И е навистина фасцинантен и е зачуван во оригинал. И секако, кога сме кај Тибет, кај Кина посебно, нема шанса да не го спомнеме Конфучи. Ако може една работа за Конфучи да кажеме, тоа е фактот дека според Конфучи има два аспекти во животот. Има есенцијален аспект од животот, има неесенцијален аспект. И секој човек треба да се фокусира на важниот аспект. Се што е неесенцијално и во професијата, и во работата, и во политиката, и во се, ако се фокусираме на неесенцијалниот, отиде важниот момент. Значи, акцентот да биде ставен на есенцијалниот аспект. А што е есенцијалниот аспект? Тоа е нештото што не го губиме со смрт. Бидејќи кога го прашале Конфучи како да се справиме со стравот неизвестноста во животот, Конфучи се насмеа и кажал: не се плаши, смртта се ќе однесе. Ќе остане тоа што е есенцијалното, што сите го имаме. Значи нема некој што го нема тој есенцијален дел во себе. Веднаш после тоа Нанџин во Кина. Значи повторно учествува на многу важен собир на интервентна кардиологија и сосема погледи малку од друг аспект. Значи планините ни отварат други видици и ово се тие интервенции кои што јас секогаш на младите наши колеги им кажувам, како младите доктори во Кина се неверојатно посветени и фокусирани. Значи секој во кариерата и во животот, посебно на млади години, треба да е многу посветен, многу фокусиран. И тука е неизбежниот концепт на лотосот на истокот. Значи, лотосот крие многу важни, мистични работи. Лотосот е цвет кој што излегува од нечистотија, од кал. И го дава еден од најубавите цветови. И живее над водата, а не ја допира водата. Значи, излегува од вода, нечистотија, кал, вода, и видите кој е убавина на цвет, а не ја допира. Тоа е лотосот на нашето срце. Кога ќе се отвори цветот на нашиот лотос на нашето срце, ние всушност живееме на овој свет, а не дозволуваме светот да живее во нас. И на крајот белиот лотос. На врвот на сето ова го содржи спектарот на сите бои, а е безбоен. Тој е белиот лотос. И лотосот не излегува од мермер. Лотосот излегува од кал, од нечистотија. И нашиот лотос од срцето наше ќе излезе од нашата болка, нашите страдања и нашата мизерија низ која што проаѓаме во животот. Тоа ќе ни го даде најубавото нешто во животот што сите го имаме. И последните два врва од оваа година, во меѓувреме имав уште еден обид на Камченчунга. После првата слабост и соочување со смртта, ова е уште еден обид. Стигнавме до кампот 3, ова е се шаторите во кампот 3. Условите беа unclimbable, значи невозможно да се искачи со длабок снег и мораше да се вратим и се вративме. И тогаш бев, да не кажам 100% сигурен дека тоа е тоа. Нема шанса. Имам голем респект, планината или не пушта, или не пушта. По втор пат не пушта, преживувам и се заблагодарувам природата на планината и сметав дека тоа е тоа. Меѓутоа, помина и тоа. Во мај 2025, значи оваа година, направивме група. За жал Минда ја координираше групата, остана на Еверест Бейс Кемп и ова е таа пуџа церемонија.
имаше еден лама од една друга експедиција и тоа ни одржала пуџа церемонија пред искачување на врвовите. Тоа е момент кога шерпасите се молат на природата, на постоењето, да ја преживееме таа експедиција. И ова е веќе кампот 2, и еве како изгледа ова фасцинантна планина која што има 5 големи врвови, од кои 4 се над 8000 метри. Ние кога промашивме првиот пат беше на тој Фал Самит 100 метри под вистинскиот врв. И еве како изгледа ова искачување, ова е на вакви има десетици траверси, многу ризичен дел, многу респектабилна планина. Канченчунга е многу респектабилна планина. И уште еднаш ќе повторам, планина со најголемо спиритуално значење од сите 14 врва. Тоа посебно се респектира во Индија и затоа Индија дури во индискиот парламент покренуваат иницијатива да се забрани искачување дури од Непал. Толку е респектот према оваа планина. Ова е веќе кампот 2, кампот 3 и конечно кампот 4 и сега се спремаме за самит Пуш. Времето е многу непредвидливо, значи немаме чист временски прозорец, веќе искачувањето се базира на временската прогноза и ова е некаде 7 поплан, не беше 6-7 некаде поплан и видовме пред нас една група шерпаси одат и тоа е една група шерпаси кои што одеа да го симна телото на една французинка која што претходниот ден загина и остана таму. Имаше голема критика за нејзиниот шерпа тим кој што ја оставиле, меѓутоа тие што не биле обично го критикуваат тоа. Ние што сме биле таму знаеме дека и тие што се со неа, ако малку си го продолжат престојот во зоната на смртта, и тие ќе отидат. И тоа е потврдено многу пати. Како и да е, мораа да го симнат бар телото на французинката, имаше огромен притисок и продолживме едни по други и дојдовме во еден дел, еден стрмен дел, сигурно нема слика, тогаш никој не сака да слика, ниту има можност да слика. На истото јаже се искачуваме ние, а одгоре поголема група шерпаси го симнуваат телото на французинката. И сега треба да се разминеме. Значи, како ние треба да се откопчаме од безбедностното јаже, за да продолжат тие со мртвото телото завиткано во најлони. Значи, тоа се драматични моменти во кои што уште еднаш ја сваќаме транзиторноста на животот. И гледаме само едно мртво тело покрај нас, се лизга на некој кој што само пред неколку дена со голем ентузијазам, како и ние, одел нагоре, полн со желби и амбиции. Тој е дел од животот. И толку ние разбираме, не знаеме целокупната вистинска слика. И конечно во 6:30 со килу, значи е килу, со килу бев јас и Сану Шерпа после нас, први стигнавме на врвот на Канченчунга. Многу ветровито, некаде од прилика 200-300 метри до врвот, јас веќе не можев да дишам со маската, бидејќи ми беше замрзната и на неколку пати ја менувавме со килу маската и мене ми се замрзнува и мораше да ја извадам маската и ова искачување последните 100-200 метри беа без кислород. И кога стигнавме на врвот, значи јас бев хипоксичен, со многу намалена енергија. Значи, мислам дека истоштен до крај и тоа е моментот кога ми требаше подолг одмор. Тоа е Индија, од другата страна е Индија Сиким. Требаше време да соберам енергија, да го извадам знамето, а ова девојка до мене липташе и плачеше. Ја мислев дека плаче од возбуда, од ексајтмент, меѓутоа кога се симнавме долу, ја прашав зошто толку беше возбудена и она ми кажа дека плачела од страв, дека таа е многу искусна алпинистка, значи рок клаймбер, кој што се плашеше од симнувањето.
И сега, бидејќи јас бев многу истоштен, мислев дека го исцрпив последниот атом и на симнување имав ослабена концентрација. При првите 10 метри пред овакво слично симнување, кај што оди ми по карпа, со дерезите, и ми се свитка коленото. Крц направи и добив болка во коленото и знаев дека е тоа многу значаен момент. И продолжив и успорив всушност и бев меѓу последните што се симнувал со болка при секој чекор на медијалниот дел на левото колено и симнувањето траеше многу долго и беше многу болно. И тогаш барав начин да мобилизирам максимум од мојата енергија за да се симнам, а после ќе мислам за коленото. Бидејќи на секое движење крт се слушаше. Се јас не сум ортопед или травматолог, меѓутоа тоа самото укажува дека е малку посериозна повреда, така мислев. Како и да беше многу болно и на крај сам бев, буквално, овој дел, некаде до кампот 2 и се движев многу споро со болка на секој чекор. Мислам дека секој чекор ми се вреже во меморијата. Во меѓувреме, од ректорската управа бевме договорени да одржаме една презентација кон врвот, меѓутоа експедицијата се пролонгираше и мораше таа презентација одложивме за крајот на докторските студии и тоа беше презентацијата во нашиот ректорат со нашата ректорска управа и тоа беше со искачени 13 и тогаш бев се уште, дури дома не кажав, не знае и Ганка не знаеше во базниот камп дека ми е повредено коленото. Меѓутоа ја накривнував и си направив еден личен програм на рехабилитација што не би го препорачувал на никој, бидејќи ја лично не сакав да се снимам на магнетна резонанца, знаев ако се снимам најверојатно медијалниот лигамент ќе беше или можеби медијалниот менискус, не сум сигурен. Меѓутоа направив еден програм на рехабилитација со активности до граница на болка и со толеранција на мала болка, со возење на точак на височина на стрмен дел на водно и полека ја заекнав мускулатурата, ја вратив бидејќи ми хипотрофија имав на левата нога и се уште со болка тргнавме кон последната експедиција. Ова е последното искуство за вечерва и повторно Скарду. Неверојатна убавина. Значи, ова е природна убавина од неверојатни размери. Со нас имаше една поголема група на кинески членови на експедицијата, кои што одеа кон К2. А бевме само двајца, јас и уште еден кинес за Гашебом еден. И ова една девојка кинескиња која што од Калифорнија, живее во Америка, јога инструктор, професионалец, и она ми направи, ова не се вежбите ја што ги правев, меѓутоа она ми направи исто дополнителен програм во таа недела дена додека се движиме за рехабилитација на коленото. Додека имавме доручек или вечера, имавме вежбање на столче, значи за коленото, стречинг, одредени вежби. Меѓутоа импресивна девојка и многу не внесе во филм, ова е уште еден шерпа од Америка, и не воведе во овие техники. И кога дојдовме, се разделивме. Тие продолжија према К2, ние продолживме према Гашербум, 1 и 2, за да после разбравме дека Джин загина од Рокфол на К2. И беше голем стрес за сите, иако бевме во различни базни кампови, оддалечени, беше многу тешко да го прифатиме тоа една ведра девојка, која што мене лично ми помогна и ми ја даде таа конечна фаза на мојата рехабилитација на коленото. И додека одиме на овој трекинг, не е коректно ако не им дадеме респект на пакистанските портери. Тоа се многу племенити луѓе, без кои што ние не можеме да ги направиме овие успеси. Шерпасите ни помагаат во тие конечни искачувања, меѓутоа, за да дојдеме до таму, и на нив им треба подршка на овие луѓе. Ова се толку племенити луѓе кои што живеат во неверојатно тешки услови, во неверојатна сиромаштија,
меѓутоа многу племенити луѓе. Ова е базниот камп на Гашербрум и ова е всушност Гашербрум 1 или така наречениот скриен врв. Ова е врвот кој што последно бил откриен. Бидејќи останатите врвови ги гледаме при трекинг, кога се приближуваме К2, Broad Peak, Гашербрум 4, 5, 2, никаде го нема Гашербрум 1. Дори кога ќе дојдеме во базниот камп, го гледаме овој фасцинантен врв. И ова е кампот 1, и од кампот 1 одиме на десно Гашербрум 1, лево беше Гашербрум 2 минатата година. Ова е кампот 2, и од тука се проаѓа најтешкиот технички дел, еве ги лево двајца шерпаси, Килу и Дава. Значи, тоа е јапонскиот кулоар. Тоа е Нанга Парбат лайк услови. Најтешкиот дел, меѓутоа за среќа не е многу долг како кај Нанга Парбат. И ова е шаторот во кој што сме со Уанка од Кина, Нима Нуру шерпасот, еден пакистански водич и Дава. Значи, 5 во еден шатор за двојца. Може да замислите кои се тие услови. И сигурно има многу прашања што би ги поставиле за животот во такви услови. Понекогаш недела дена остануваме во такви услови. Тој значаен дел. И ова е проаѓањето према врвот и надминувањето на тие последни тешкоти и Нима Нуру што ни го овозможи искачувањето на Шишапагна, повторно ја зема лидерската улога и тук. Пакистанските водичи и други двајца од друга агенција застанаа. Не може да поминат еден тежок технички дел и Нима Нуру повторно го изоди овој пат. А патем кажано, Нима Нуру дојде со пареза на фацијалис. Значи имаше дроп на половина од лицето. Може да замислите кој е тој напор што го прават шерпасите. И еве како изгледа пред самиот врв. Ова е тој легендарен G1 Ridge. Еве го, че тоа е последниот дел. И тука се последните атоми вадат. Како сега пред очи ми е чувството кога треба да направим уште еден чекор. Мислам дека тоа е последниот. Наредниот е последниот и секогаш се наоѓа некоја скриена форма на енергија во нас. И еве конечно се приближуваме кон врвот и еве не со символ 14 на врвот. Geshe-Brum 1 Summit. Today from Macedonia, Sasko. Кога се спуштивме во кампот 2, повторно со Нимс, и ова е принцезата од Катар. Девојка на која што и фалат уште 3-4 врва, мислам, да сите 14. И Нимс е многу интересен. Значи, сепак чекаше Мигма и група да го фиксираат патот и он дојде на крај после тоа. И во еден ден се каче, меѓутоа на G2 требаше тие да фиксираат, меѓутоа поради лоши услови не успеа. Така да ова искачување на G1 беше единственото успешно до тогаш на Каракора. Меѓутоа сезоната беше многу сува со многу одрани од карпи. И еве како изгледа враќањето. Во какви услови, низ кој глечар се проаѓа, неверојатен умор. Значи секој чекор е приказан за себе. И овде се уште на симнување осеќав болка во коленото, меѓутоа знаев дека се приближуваме до базниот камп.
Меѓутоа со Нима, ова е главниот шерп, младиот Нима Нуру, може да претпоставите кој е напорот и уморот што го имавме. Буквално, чекор по чекор и конечно стигнавме на крајот од глечерот и ова од пакистанските портери подароха за мене. И ова е пречекот до Скопје, од драгите пријатели. После 2 дена од враќањето, имав уште еден настав и се вратив во Индија, во Делхи, и посебен поглед и на професијата од друга перспектива. И затоа во животот е важно да ја менуваме перспективата и да си најдеме начин како погледот од друга перспектива ни го подобрува видливоста на проблемот. Бидејќи секој проблем, ако го анализираме од повеќе страни, ќе го најдеме решението. Бидејќи и за животот може да кажеме дека не е проблем кој што треба да го решаваме. Животот е мистерија која што треба да ја живееме. На крајот би сакал уште еднаш да ја потсетам на нашето вечно патување. На секој од нас, ние сме на нашиот вечен пат. Од тоа што го знаеме, кон тоа што не го знаеме и кон тоа што никогаш нема да го знаеме. Планините и овие услови ни овозможуваат да го антиципираме последното нешто. Како и да е, животот треба да го живееме со радост, како авантура, експлорирање и уживање во животот. На тој начин, ја мислам дека го затворив тој круг на 14 врвови и сакајќи да го опишам тој круг, едно е точно дека кругот е затворен, а само затворен круг е перфектен. Ова е древниот староегипетски символ на гностицизам, кој што символизира вечност. Символизира раѓање, смрт и повторно раѓање. Символот е змија која што си ја јаде опашката. Значи, ова е древно египетска иконографија и која што укажува на можноста на просветлување преку лично искуство. Бидејќи личното искуство е тоа што е вредно во животот. Сето останато е пластично цвеќе. Приказки, раскажување, читање, quotes, вака кажал, така кажал. Се додека не искусиме нешто, не го знаеме. А овој символ ја потврдува вечноста и не ослободува од стравовите, посебно од стравот од смртта. Бидејќи не постои смрт. Постои само континуитет. Само континуитет и тој континуитет на некој начин ја полни и нашата животна енергија. Секој треба да најде начин како да си ја наполни и да ја врати животната енергија. И тој живот кој што е полн со радост, со авантури, тој живот треба да ни го промени погледот најпрво кон себе и да расчистиме најпрво со конфликтите во себе. Бидејќи тие конфликти најпрво во себе и надвор ни ја трошат таа енергија и таа малку енергија што понекогаш ја имаме. И затоа е важно да сватиме таа состојба и да си ја повторно полниме
нашата животна енергија. Тишината е најголемата спиритуална димензија. Во тишината е прашањето. Во празнината, во тишината е одговорот и во празнината е конечната вистина. Јас се надевам дека не ја пропуштивте тишината и извечниот звук на мистичноста помеѓу моите зборови. Мистеријата нема крај. Ви благодарам.